Благодарам. Овој деловник е донесен од ова собрание. Не за вие да си го толкувате како што сака, него да го почитувате тоа што пишува во него. За вас и за македонската јавност, член 88 на координатор на пратеничка група, штом ќе побара да сакаат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор штом ќе побара. Штом ќе побара. Тоа не значи кога вие ќе се смилувате. Ја побарав да ја завршиме дискусијата процедурална со вас. Вие ме упативте и барањето мое за интерпелациите да бидат ставени на седница, дека не може да бидат ставени затоа што 36-та, односно тогашно 36-та предлог за 36-та седница, интерпелациите не биле повлечени. Ајде молам, еве, и истолкувајте ми го интерпелациите од член 45 до член 51, каде вие видовте дека не може да се ставят интерпелациите на прва следна наредна седница. Прва следна наредна седница, затоа што дневниот ред не се удостои за тие интерпелации. Интерпелациите се во собраниска процедура. Да, беа предлог на дневен ред, беа ставени, меѓутоа тој дневен ред не се изгласа. Интерпелациите не се повлечени, се извинувам. Кој повлече? Интерпелациите ви стојат отворени. И сега, од истата таа седница, господине Џафери, ставате на предлог на координаторот на мнозинството точка на дневен ред, што не е спорно. Ама ги тргате интерпелациите на министрите Маричич и Николовски, не сакате да зборуваме за нивните работи, односно неработи и се што се случувало во тие министерства. Ја ве разбирам дека сте хибриден режим. Така ве бројуваат и сите реномирани светски институции. Ама однесувањето што го правите е веќе скандалозно, господине Џафери. Скандалозно. И затоа уште еднаш ви викам, кога координатор ќе ви побара збор, ваша обврска е веднаш да му дадете, а не кога вие ќе процените дали сакате или не. Оваа институција ја водите вие. Вие сте тој што треба да менаџирате со неа за да бидат односите како што треба и да функционира оваа институција. Со ваков начин никогаш нема да дојдете до тоа. Немојте да мислите дека некој ви се плаши. Немојте да мислите дека некој ќе дозволи да правите што сакате во оваа зграда. Затоа што вие сте прв меѓу еднаквите. И за да функционира овој законодавен дом, вие треба да го возможите тоа. А како ќе го возможите тоа? Доколку доследно го почитувате деловникот кој што ни е даден во собранието. Затоа уште еднаш барам точкиве да бидат ставени на дневен ред за гласање интерпелациите. Воспротивно ќе осметаме да завршам со мислата. Воспротивно ќе осметаме како замолкнување на опозицијата и неможност за презентирање на лошото работење на овие два министри пред граѓаните во Република Македонија.